наврати во минатото кажавме, а еве и денес ќе истакнеме, дека ние жестоко ќе се спротивставиме на тие мерки кои сега гледаме дека кулминираат за нечии потреби. Па затоа уште еднаш ќе порачаме на сите чинители дека сме против оваа реформа од причини што се користи само за уцени и заплашување и никако не може да се нарече реформа, затоа што се повеќе се работи под стрес, со лош раководен кадар и никако не може да биде ефикасна, иако постојат многу квалитетни и стручни работници во јавниот сектор, но амбиентот што е створен во моментот и хаосот со платите прави голем јас и нетрпеливост помеѓу вработените. По тој повод, до сите политички чинители ќе ги повториме дел од нашите барања што ги истакнавме со синдикалниот проглас. А тоа е, од причини да се избегне хаосот во системот за плати, кој што се направи во изминативе години со носење на популистички мерки, КСС бара потчитување на законот за минимална плата и како најголем синдикат во јавниот сектор бара носење на закон за систем на плати, со кој децидно и детално ќе се опишат и оценат сите структури на дејности во јавниот сектор, по примерот на соседните земји и дел од земјите во Европска унија. Зашто го кажуваме тоа? Заради причината што во одреден ден на институции, поради покачувањето на минималната плата, се изравнија платите на носители на дејности со помош на техничкиот персонал. Впрочем, и според каталогот на работни места и бодот кој што го има определено владата, помлад референт со тој бод треба да прима плата, нето плата од 13.838, референтот треба да прима плата од 14.838, сега сите заедно со помош на техничкиот персонал земаат плата од 14.500, што се прави порамнување на платите, за што ние говоревме многу во изминатиот период и впрочем правевме и протести и дел од синдикатите и штрајкови. Значи нема да го дозволиме тој момент. И заради тоа сега се случува уште поголем хаос во некои институции, за да го избегнат тој хаос, незадоволството на одредени вработени, прават селективно покачување на платата само на долните носители на дејност, така да се повеќе се зближуваат платите помеѓу себе. И второто барање кој што го упативме, тоа е стоп за трансферот од јавен во приватен сектор, за кој многу пати излеговме низ улиците и успешно до сега се спротивставивме на таа политичка мерка за уцена на вработените во јавниот сектор, но очигледно е дека квази синдикатите ја одиграа својата улога и сведоци сме дека во последните неколку дена сакаат да легализираат оваа мерка преку мала врата. Бараме наместо да се стават вработените на трансфер листа, зашто според нашите дојави во овој период се делат на подобни и неподобни и се под се поголем притисок. Парите што ќе се дадат во бизнис секторот во цели 2 години да се пренасочат кон фондот за пензијско инвалидско осигурување и да се донесе законско решение за предвремено пензионирање на сите што имаат наполнето 60 години, но со полн стаж. Нашите анализи покажуваат дека годишно имаме од 6 до 7% пензионирање во јавниот сектор. Така што со проста математика, јавниот сектор со 2-3 генерации ќе биде намален за најмалку 25%. Исто така бараме целосна дигитализација и рационализација на јавниот сектор, искрена и фер функционална анализа, преквалификација на одреден број вработени и враќање на кариерното напредување со цел мотивирање на административните и јавните службеници. Но не со оценување како што го имаме досега, туку преку софтверско решение кое ќе биде дел од дигитализацијата во јавниот сектор, со што ќе се направи фер пристап, а трудот на секој поединец ќе биде вреднуван според сработеното, а не по желба на раководителите и директорите.